за дипломатијата со Никовски. Добар ден, почитувани слушатели. Во светло на посетата која веќе почна да се реализира на специјалниот германски представник, делегат, како сакате, инспектор во нашиве Голготи, тој ќе ни биде како еден мал повод да зборуваме малце поопштено за улогата на Германија во целиот наш галиматијас кој трае 25 години. Мислам дека прво можеме да заклучиме дека германскиот специјален пратеник не доаѓа за да ни помогне нам. Он доаѓа за да реализира германски пошироки цели, а тоа што ќе се случи на Македонија и последиците по неа него апсолутно не го интересира. Значи, првиот заклучок е дека тој доаѓа во интерес на туги барања, потреби и аспирации. Ако тоа го расчистивме, мислам дека тука не е ништо спорно. Второто е, а што сака Германија во дадениот случај и во дадена ситуација? Мислам, треба да се подсетиме дека пред колку се веќе година и пол или отприлike толку, германската канцеларка Меркел најави дека таа ќе се вклучи во решавањето на нашиот проблем и рече дори конкретно, прашање е кога, а не е прашање дали. Година дена пред тоа, значи пред околу 2,5 години, она повторно го, односно првично го имаше најавено својот интерес и најава дека ќе биде потребна и улога на Германија во целата ситуација. Знаете, Германија по обединувањето стана недвосмислено најголема и најака по све европска сила, освен што нема нуклеарно оружје. По све друго таа е број 1 и тоа се почитува во рамките на Европската унија. Германија не се наметнуваше некако грубо, би рекол, со својата улога во решавањето во Брисел, меѓутоа цело време на еден и друг начин настојуваше да се знае кој е кој. А исто така треба да се подсетиме дека кога почна идејата да се обедини Германија, не така, почна процесот на обединување на Германија, тогашната премиерка на Велика Британија, Маргарет Тачер, беше отворено против тоа. Она сметаше дека обединета Германија ќе биде преголем товар за Европа, ќе биде преголем предизвик и дека е поарно да таа се остане така поделена. Може да тоа дори на некој начин е абсурдно, кога се знае дека поделеноста на Германија беше од Втората светска војна. Тоа беше видна казна на германците кои го срушија светот или направија невидени штети од Холокаустот, од уништувањето на евреите и концентрационите кампови низ Европа, па до бомбардирањата разни што следува и уништување на луѓе и на средства, односно на материјални добра. Велам, Британија беше отворено против. Меѓутоа, како што знаете, тоа се случи, ова е мала дигресија. Горбачов имаше во наводници голема заслуга за тоа и мислам дека ќе остане историски докажано дека тој дозволи да се обедини Германија без никаква надокнада за Руската федерација, односно за Русија, која имаше најголеми губитоци во Втората светска војна, која претрпе најголеми штети и мисля, че ни бројките на загинатите Русија движат меѓу 20 и 30 милиони луѓе, што зборува само по себе. Значи, Горбачов го дозволи тоа германско обединување без никакви барања, без никакви компензации, можеше да бара огромни пари да ги плаќат германците следните може уште 20 години. Тој ништо тоа не направи. Затоа тој е великан во западните земји, а во Русија рейтингот му е 0 или близко до нулата. Значи, да се вратиме на нашиот проблем, оценката основна и базична е дека германскиот специјален представник доаѓа да на некој начин е докрајчи, на некој начин да ја заврши работата која започна американскиот амбасадор или Вашингтон и амбасадорот на Европската унија, односно нивниот шеф на мисијата, односно Брисел, значи и да
Она што веќе е зацртано 25 години финално се реализира, а тоа е прекасување на државата и раземитување на македонскиот народ. Мислам дека тоа ќе биде неговата основна функција, иако тоа паралелно значи дека ова што сега го направија Америка и Брисел, односно Вашингтон и Брисел, на некој начин не успеа, значи тоа неговото доаѓање значи одредена порака за нив дека не успева во мисијата која има добиено и дека сега во некаква свежа крв да тоа се постигне со некакво задоцнување, али како види на какој народ никогаш не доцна и за лошите работи што нас не ги намераваат, а и за добрите работи поготово. Значи, имаме една нова ситуација кога тој нема сам, него заедно со досегашните главни носители на таа функција на рушење на оваа македонска држава и раземитување на македонскиот народ, Вашингтон и Брисел, тој ќе застане како нова потпора, како нова потврда со цел на тие намерени така, со цел да им се покаже на македонските политичари дека нивниот маневарски простор е уште потесен и дека нема друг избор отколку да го следат и да се крстат она што ни го нудат од Вашингтон, Брисел, а сега и од Берлин. Тоа е за почеток, тоа е онај наш шлагвор за денеска, а во понатамошниот дел на нашата емисија ќе ја прошириме и ќе дадеме малце по-детален опис на се до сега што има Германија направено и долговите кои всушност ги имаат према оваа наша држава, меѓутоа кои никој не ги спомнува и никој не ги бара. Кога зборуваме начелно, почитувани слушатели, онака со еден чист дипломатски речник, ние мораме да кажеме дека добро е што Германија покажува интерес, добро е што Германија сака да се вклучи, очекувајќи ни така да помогне во решавањето на оваа криза во која не турна тие заедно со нивните други партнери. Меѓутоа, како што рекавме во основата, во суштината се работи само за додатен напор, да се намали маневарскиот простор на нашите политичари и да се наметне она што до вчера може би изгледаше невозможно. Мислам дека ние тоа го спомнуваме повеќе пати, меѓутоа сега да го потврдиме како една реалност, а тоа е фактот дека сето ова што се случува во последниве 2 години не е апсолутно ништо случајно, дека е тоа дел од едно подолгорочно сценарио, дека оние првични намери што беа не така и во договорот од 2 јуни и протоколот од Пржино, се тоа беа една лага де факто, се тоа беа една само јадица, како да се почне еден процес на деституирање, односно на развластување на сегашната администрација и да се создаат услови за нешто ново. Мислам дека можеме со голема сигурно да тврдиме дека нити на Вашингтон, нити на Брисел од самиот почеток не им беше на крај памет да има избори ни на 24 април, а може би уште помалку на 5 јуни. Сето тоа беше едно инсценирано сценарио кое водеше во насока на растурање на државата, на оневозможување на незините институции да функционираат, иако цело време не изборуваат дека важно е да функционираат институциите, ама тие се што го прават во Македонија е спротивно на што го зборуваат. Така да сега доаѓаме до таква ситуација, до еден цајтнот, кога веќе мислам дека е сосема јасно избори не може да има на 5 јуни, бидејќи од 4 главни, да ги наречеме, или носители на парламентарниот систем на државата, најбројните во парламентот партии, 3 го откажаа тоа учество. Нас нам ли е јасно дека зашто направи тоа опозицијата која е водена, менаџирана од тој странски фактор која работи за нив, меѓутоа двете албански партии кои се исто така на некој начин под силно влијание, да не кажуваме чија креација е ДУИ, беше јасно дека тие ќе настапат во дадениот момент према интересите на странскиот фактор да го постигна. Го направија тоа, нели така, и сега веќе назад нема. Меѓутоа, сите други отворени прашања остануваат како такви, нема никаква јасна слика што понатака, а клучот е во фактот што тоа е така намерноисценирано, да маневарскиот простор нашите политички лидери се намалува максимално и тие да нема друг избор него да го следат она што доаѓа од надвор. Да се вратиме повторно на Германија, незината улога. Останува отворено прашање колку е ова во функција на незина, би рекол, промоција како европски лидер, бидејќи тие се појавуваат при крајот на процесот и
разврската која ќе следи. Се праша дека ќе следи за 3 месеца или 6 месеци. Таа мора да дојде макар до следните избори кои нека бидат еве заедно со локалните следната година, почетокот на следната година. Значи Германија како да го доваѓа да си го земе кремот, односно да ги собере ловориките како ете носител на тој процес и на тој начин да ја валоризира својата улога и во Европската Унија и пошироко во Европа. Тоа е едната од можностите. Втората е личност за канцеларката која во последно време доживеа силни порази со бегалците и на која е потребен некој додатен рекол аргумент или факт, нешто што ќе ја врати на политичката сцена. Така да тие сите дилеми остануваат, меѓутоа нас тоа толку не ни интересира колку не интересира нешто е последица како за се јавува како последица за нашата држава. А тоа, кој што веќе реков, ми го објаснивме, апсолутно не може да се стави во нешто позитивно, туку напротив, како додатен притисок, како стеснување на маневарскиот простор и како создавање на услови да се докрајчи овој проблем, односно се докрајчи со тоа и велам државата, дали ќе оди тоа само со прекастувањето на нејзиното име, дали тоа ќе значи исто така обиди да се решават некои, да речем, мигратички односи преку федерализацијата и слично, што е цело време на маса и тука не треба да биде ништо случајно. Во јавноста се прошири информацијата дека побарањето на Муса Џафери, поранешниот заменик премиер и шеф на секретаријатот за спроведување на Охридскиот договор, беше направена барање за една анализа околу спроведувањето на Охридскиот договор и таа анализа, иако не е представена во јавноста, таа нејзиниот текст може да се добие на интернет и во тој јасно се гледа во тој материјал, значи обимен материјал кој е направен како така една анализа, божем, со околу Охридскиот договор, меѓутоа во целина таа анализа, почитувани слушатели, е еден нов исчекор во не во спроведување на Охридскиот договор, него во прилагодување на целокупната држава, на се што функционира во државата према потребите на Охридскиот договор. Значи сега се оди во една друга крајност, што веќе не се крие ништо, туку се покажува дека веќе онај први чекори албанизирањето на одредени делови на државата, улогата на албанскиот фактор во земјата, тоа се веќе апсолвирани работи и сега оди е понатака што да се направи за да таа, да речем, неравноправност на албанците како такви, него на некаков тип на федерализација и двојазичност и слично треба се финализира, божем, во интерес на Охридскиот договор, што велам, апсолутно е надвор од умот и се што тамо се предлага, де факто 90% може да се каже дека нема врска со Охридскиот договор, него се работи за преструктурирање на државата спрема потребите на албанскиот фактор во земјата. Така да и тоа е дел неслучаен и не паѓа од ведро небо, току дел од тоа широко сценарио кое треба од сите страни да ја поткопа државата. И ако ги читате, например, коментарите во јавните гласила, во светските гласила, гледате еден тотално едностран пристап со цитирање на сите оние што се против власта во оваа држава, се со создавање на клима на промени која нема да бидат во интерес на македонскиот народ и македонска држава, али во секој случај ќе задоволат оние максимални барања на Западот, односно прекастување на државата која е нивна главна цел во се тоа што се случува последниве година и пол дена. И знаете што е помалку символично, сега доваѓа кај нас овој германскиот специјален пратеник Хайндл, не кажува дали ќе дели седмици на демонстрантиве, на овие хулигани кои ја бојосуваат државата и ги уништуваат нејзините културни и други материјални добра. Меѓутоа, да подсетиме дека во слична ситуација во Украина, на площадот Мајдан, која меѓу другите главни носители на протестите за рушење на проруската влада беа екстремниот фашистички десен сектор во Украина, нивниот германски тогашен министар на ворешни работи Вестервеле им делеше сендвичи. Значи сега една асоциација помалце страшна се појавува дали ова доаѓање на германскиот специјален пратеник и има некаква врска, односно значи дека
evo го, кај немаме овде каде делиме сендвичи, би било пренагласено, преотворено, поинаква е ситуацијата во целиот кој што беше во Украина, туку ќе го направиме истото, меѓутоа со на индиректен начин, нема да им даеме сендвичи на тие што отворено сака да рушат државата, туку ќе им дадеме по едно апче за спиење на тие што треба да дадат некои алтернативи, поинакви од тие што ги посакува Германија и другите фактори. Рече, овој германски пратеник е искусен дипломат, 30 години во дипломатијата, службувал меѓу другото и во Белград, во поранешна Југославија, така да има некако директно искуство во врска со нашиот регион. Порано бил во Министерството шеф на Југоисточна Европа и Балканот и веројатно знае нешто српски, така да нешто разбира и од јазиците, веројатно. Сега амбасадор во Виена, пред тоа бил амбасадор во Чехија, така да има познавање, меѓутоа велам, и да ги нема познавањето, то ништо нема да му пречи, бидејќи инструкциите кои ги добива се толку прецизни да нема никакви дилеми. И самата најава дека тој прво требаше да оди во Америка, во Вашингтон на консултации, потоа во Хаг, дали Холандија е сега председавач на Европската Унија, и предходно пред Скопје во Атина, покажува дека тоа е тој систем де факто кој сега се разработува и кој треба да не докречи. Значи, прво Вашингтон, бидејќи тој е менаџер на целата ситуација, тамо се тие лимити, тамо се тие рамки кои треба се спроведат во Македонија. Второ, доди во Хаг, тоа е чиста формалност, бидејќи он ги има информациите од Брисел, а Хаг, како што видовме од изјавата на нивниот министер на дворешни работи, многу не знае што се случува во Македонија, немаат многу идеја и аргументи и факти, али тие го имат на главно мото што треба да се прави, тоа го повторуваат и тој сирот министер холандски изјавише претходно дека нема услови за избори. Тој бидејќи не е целосно во текстот на страните, тој ја издаде де факто, ја откри нивната намера дека избори не може да има на 5 јуни. Ние се тоа го чувствувавме и се плашеме тоа, меѓутоа сепак се надевавме дека такво нешто нема се случи. И доди во Грција. Да извините на израза, што мајка бара во Грција, ако ние имаме внатрешна политичка криза, која се работи за избори, не избори и слично. Значи, тоа е повторна доказ, класичен доказ, дека во целиот овој галиматијас, дека целта главна е од Вашингтон преку Атина е де факто проблемот со името. И ние тоа сме го кажали да го повториме уште еднаш, дека идејата е сега, никогаш порано не бил заинтересиран НАТО повеќе за Македонија отколку сега, и свесни се дека ако Македонија остане надвор од НАТО, а тие немаат намера да ја променат нивната блокада, уцена и ултиматум прво името потоа членство, дека ако Македонија остане од НАТО, со други зборови тоа значи дека се остава некаков отворен простор за руска пенетрација, што велам, тие анализи безбедностни има некоја логика за нив, иако за жал и за среќа русите не покажуваат никој ни безбедност, ни политички интерес за регионот. И дека ова точно и потврда е следната изјава на Оревот, кој пред некој ден и така на прославата на денот на Европската Унија, 9 мај, кој имал некој доручек или вечер, не е важно, со нашите политичари, Оревот изјавил, вели, разговаравме докаде е земјата сега и кој е патот напред. ЕУ веќе препорача 6,5 пати да ги почнете преговорите за членство, но за жал, ве молам внимавајте, не сме во можност да го сториме тоа. Не сме во можност да го сториме тоа. А зашто? Затоа што вие не сакате се прекрстите. Епа, кој е тоа аргумент, почитувани слушатели, јас не разбирам што не е аргумент. Меѓутоа, неефекасни, неефективни, загубени во други глупости, ние не го забележуваме овој дел од неговата изјава и никој од ова не му скокнува да му каже, да му ги извади очите, да извините на израз, инака само символично, да го праша, а зашто, господине Орав, не сте во можност да го сторите тоа? Зашто сакате се прекрстиме и за да стане некој член на некоја организација треба да се прекрсти и да ишиша косата до нуларица или не знам да носи ногавица, една ногавица на долги пантони, а другата да биде без ногавица или што друго. Ако се тоа услови, ако е тоа некоја ваша, да речам, демократија и човекови права, тогаш фала ви многу. Меѓутоа, за жал, кај нас никој на тоа
ne reagira, ги оставиме тие работи недоречени и како да се да биде во ред. Неговата изјава завршува уште со, да речем, ултиматум. Нема време за губење, вели. Тешки и сериозни одлуки треба да бидат донесени денес, утре, од тие што се одговорни за ситуацијата. Тешки и одговорни одлуки треба се донесат. А која е таа тешка и одговорна одлука? Почитување, ако не е прашањето на името на државата, ако не е прашање уставниот поредок на државата, ако не е во прашање опстанокот на македонскиот народ. Нема други тешки, како ги велим, сериозни и тешки одлуки. Што е сериозна одлука? Се оден избори, да не се оден избори? Тоа е една логика, една тактичка, техничка одлука, тоа е прашање нешто што е нормално во светот и што е недискутабилно. Со други зборови, че се работи за ултиматумот, блокадата, ултиматумот и уцената, прво името, потоа членство, која покажува дека тоа е моментот кој мора да се раштисти сега и дека Македонија мора да напредува во НАТО, односно во Европската Унија, и затоа се поставуваат се одредени датуми во врска со самитот на НАТО во Варшава до 8 јули, кои мислам дека се абсурдни, кои се невозможни во целина, меѓутоа ние како држава мора да се движиме во тие рамки. Спомнавме, почитувани слушатели, дека Германија ни е тежок должник за сите овие голготини с кои врвиме скоро 25 години. На крајот од 1991 година, кога распадот на Југославија финализираше и која се структурираше новиот постјугословенски поредок, беше од страна на Брисел, на Европската економска тогашна заедница, денешна Европска Унија, беше формирана така наречена Бадентерова комисија од 5 врвни европски правници, тројца од нив председатели на уставните судови, од кои германецот потоа стане председател на Германија, за да одлучи кои од југословенските нови држави, дали така, заслужува да биде признаен, а кои не. И таа комисија требаше да ги даде своите резултати некаде околу 15 јануари 1992 година и врз основа на тоа да Брисел донесе одлука за кој ќе признае, а кој треба уште да учи, или така, да менува, да прилагодува, за да биде верификуван како независна држава. Таа Бадентерова комисија некаде при крајот на декември, односно по средината на декември 1991 година, констатира дека единствени две држави од постјугословенските се Македонија и Словенија, кои заслужуваат да бидат признати, додека Хрватска и Босна и Герцеговија не ги исполнува критериумите, а Србија остануваше заедно во заедница со Црна Гора и тие ја формира така наречената Сојузна република Југославија. И за да го спречи тоа признавање на Македонија, германскиот министер на ворешни работи во тоа време, Геншер, кој почина пред некој месец, во средината на, мислам, беше 18 или 15 декември 1991 година, донесе одлука се признаат од страна на Германија, Хрватска и Словенија на сметка на Македонија. Со тоа тој им ги врза рацете на Европската Унија во средината на јануари, која требаше да биде објавен овој извештај и да се преземат конкурентните мерки. Другите земји на Унијата беа со врзани раце, не можеа да изгледат од тоа што го постави како рамка Германија, и тоа беше еден од тие, да речем, први чекори на обединета Германија, кои покажуваат дека тие ќе играат некаква посериозна улога во Европа, да ќе се набетат како најголема и најсилна европска држава. Таа штета што ни нанесе Германија до ден денеска не е поправена, и што е најстрашно, ние во сите разговори и комуникации со нив никоја што не го спомнуваме. Тоа веќе, мислам, јасно, дори како да се срамиме ние од тој германски чекор, а не тие самите. Мислам дека тоа е наша сериозна грешка и кога овој новиот нивни представник ќе дојде, треба прво тоа да му се каже. Кажете ни вие, господине Хајден, не Хајден, него Хајндел, Хајден беше композитор, нели така, беше многу подобар од овега, сигурно. Значи, да го
da mu kažete ni zašto Germanija taka postupi i na koji način Germanija ke se revanšira ili da nečem ki ispade nekakva ošteta za ona sve što smo ga doživeli nije u ovije 25 godini. Бидејќи да беше Македонија признаена тога што стана на Брисел, ќе беше сосема друга ситуација. Македонија немаше да ги има сите веќе готини с кои врви целиот овој период. Значи Германија беше носител на тој проект. Некој вела дека има различни мислења, некој смета дека тоа го направи Германија да покаже својата улога во Европа, дека тоа не било потикнато од католицизмот во Хрватска, не така која беше оставена надвор од тие први предлози. Напротив, мислам дека односите кои Германија ги имале секоја со Хрватска, вклучувајќи ја и она независна хрватска држава за време на Втората светска војна, која не така беше креирана со помош на Хитлер, и дека тие врски, тој интерес за католицизмот на Балканот и во поранешна Југославија беше доминантен за Германија, иако сигурно имаше дел и за нагласување на германската улога во новата европска политика и за покажување некаква сила. Меѓутоа, велам, факт е дека сите други подлегна на таа германска одлука, никој не се спротивстави на истата и Германија за прв пат, веројатно, во својата улога во Европската тогашна заедница, сегашна Унија, покажа дека може да наметнува своји решенија кои другите сакале неќеле ќе морат да ги прифатат. Велам, наша должност е сите тие пропусти кои се направени, сите тие грешки кои бе наша штета, постојано се повторуваат за другата страна да биде свеста дека нема баш широм отворени врати и најширок маневарски простор да прави со Македонија што сака. Тоа подсетува, тоа на некој начин опоменува дека мора да има лимити, дека едно такво однесување неодговорно како што беше од нивна страна никогаш нема да доведе до позитивни резултати. И мислам дека се тоа што се случува во Македонија последните 25 години на потврда дека улогата, односно последиците кои ги трпиме од една нерегуларна, нечестна, некоректна германска одлука се тешки, долгорочни и, велам, со несогледиви штети се направена од секој аспект, и социјален, и политички, и интеретнички, и економски се разбира. Така да, велам, во сите тие односи со Германија мора да се стават на маса сите елементи и на овиот сегашниот представник кој доаѓа така со авторитет на некој судија или инспектор, треба веднаш да му се сосчат тие негови амбиции, да речем позиции, кои мора да се гледат од повеќе аспекти. Ние тоа, за жал, никогаш не го правиме, така да нема никаква надеж дека во овој случај ќе поставиме малце по, да речем, одговорно, ако сакате, бранејќи интересите на својата држава. Затоа што кога комуницирате со странците, кога имате лимитиран простор за пласирање на аргументи, кога имате лимитиран простор за промоција на оние ваши фундаментални интереси, мора да се оди и во напад, мора да се оди и со сечење на оние, да речем, корени кои ги има другата страна, самосвесна и уверена дека може да прави што сака. Кога се настапува така, со една поголема самодоверба, мислам дека резултатите секогаш се подобри. Ова е за денеска, почитувани слушатели. Мислам дека во целина радуваат информации дека оваа емисија е се послушана. За жал, најчесто зборуваме за негативни работи, меѓутоа знаете дека оптимизмот е секојаш тука. Јас сум длабоко уверен дека Македонија ќе опстане, дека Македонија ќе биде утре за утре посилна од било кога, дека македонците никој не може да ги сотре, ама битката и конфронтацијата ќе биде тешка, ќе биде долгорочна и дека мораме да издржиме. Посебно радува што емисијата ја слушаат истакнати луѓе, како што е нашиот врвен скулптор Илија Аџиевски, како што се Душар Велковски, Зоран Ќурапов и други. Велам, тоа радува, бидејќи мислам дека делиме исти мисли, делиме сите иста загриженост за судбината и за едината нова држава на овие луѓе со кои делиме
лебо, што се вика, секојдневно и мислам дека успехот ќе дојде, ама периодот кој е пред нас ќе биде уште жесток, ќе биде преполн со разни предизвици. Се знае дека ништо не се знае моментално, како ќе се бара излез од кризата, кои решения ќе се стават на маса, кои ќе бидат тие можности оди напред. Тоа што ни го замисливаат западњаците и што ни го ставаат на маса, велам, е апсолутно во голем да неприфатливо и голема одговорноста на најголемата партија во државата да го одбрани она што е суштинско за нас, она што може би е и препуштено во периодот кој беше зад нас. Се покажа на вистина најголема кооперативност, најголема спремност да се прифатат сугестиите, помошни така натака, меѓутоа до сега се покажа дека се тоа било погрешно. Да завршиме со апелот: купувајте македонски производи, не заборавајте дека со тоа работиме за самите себе си, се градиме иднината за себе и за нашите деца и дека секој денар потрошен во земјата на македонски производи останува тука. Секој денар потрошен на увезени работи оди надвор и тоа им служи на другите, а не нам. И сега на оваа тема една мисла на американскиот председател Абрахам Линкол, кој изборувајќи за демократијата и за изборите како начин како да се дојде на власт, рекол: влада на народот, влада од народот и влада за народот. Тоа сакаме ние, почитувани слушатели. Значи, Македонија сака да се оди на избори, да се избере влада која ќе биде од народот, на народот и за народот. Мислам дека сето одлагање на изборите е на штета на овој народ и дека тоа води само во корист на тие што сака да не уништат и како народ и како држава. Ова не се некакви халуцинации, него се работи за вистински аргументи, елементи кои цело време ги објаснуваме дека Македонија е на удар на тугите интереси, не се вклопува во тугите интереси, дека постои завера дека не е таа измислена, меѓутоа таа завера бидејќи беше некоректна, неоснована, нелегална, не успеа, ево веќе 25 години не успева и ова се што се прави да се тоа докрајчи, нема повторно да успее. Ви благодарам за вниманието. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 12 мај 2016 година. За дипломатијата со Никовски.